промени и правда сака мандат за сигурна и праведна Европска Македонија. Тоа доаѓа по вашиот глас, зашто ретко кој може да го издржи овој налет на безскрупулозно владење. Председателот на Демократскиот сојуз и предводникот за промени Павле Трајанов јавно го даде најважното ветување. Ке им ги одземеме украдените пари и ќе се вратат кај секое семејство и секој граѓанин. Пред вас се луѓето на кои можете да им верувате. Тие веруваат во вас. Го сакаат вашиот глас за програма што ја составија над 300 експерти и која ја проверивме со поддршката на сите досегашни предизборни собери. За некои од ветувањата чујте ги идните пратеници. Го повикувам Стојанче Спасов, кандидат за пратеник од вашата изборна единица. Како кандидат за пратеник од нашиот град на листата за пратеници од Коалицијата за промени и правда, ред е да ви се обратам и воедно да побарам од вас вашиот глас овој пат да ни го доверите нам. На Коалицијата за промени и правда, која го носи бројот на надежта, тоа е бројот 5. Да, само надежта ни остана во Македонија. Доколку отпочнеме да зборуваме за проблемите во Радовиш и на Радовишани, ќе ни нема крај. Затоа сакам да потенцирам неколку но битни проблеми, а останалите ќе решиме после 11 декември. Дали знаете дека во Радовиш повеќе од 2 години возрастениот дом немаме ниту едно новороденче поради тоа што не функционира некој од апаратите во возрастениот дом? За извод од матична книга на родените може да се чека и со неколку месеци, а има вработено 5 мина. Во основните училишта имаме вработени учители кои што се уште ја немаат научено таблицата со множење и делење. Како тие ќе ги учат идните генерации? Во Министерството за внатрешни работи имаме вработено сообраќајен полицаец кој што нема возачка со Б категорија. Истите тие секојдневно си редат казни отпочнувајќи од 300 евра па нагоре. Тоа се администрацијата, докторите и полицајците на Јанкуловска, Тодорев и Груевски. Јас сум еден од илјадниците високообразовани млади кои што се трудевме да дипломираме, магистрираме или докторираме на некој од нашите универзитети. За да денес, за жал, без партиска книжка, не сакајќи да си ја погаземе гордост и дипломата, не успеавме да најдеме работа. Па почитувани мои, овие млади луѓе разбраа што сака Груевски да им порача со владината реклама "Осмели се". Па наспроти својата желба, немај каде се осмелија и се оцелија. Затоа, мои сограѓани, сега е вистинскиот момент да го кренеме нашиот глас или ќе молчиме за секогаш, да ги кренеме главите горде или ќе ги веднеме за секогаш. Почитувани, зошто е потребно да го заокружите бројот 5? Првата и основна причина е затоа што оваа коалиција предвод од сериозни државотворни луѓе кои ги удрија темелите на независна Македонија, зашто вечно ќе им бидеме благодарни. Наспроти, останатите, китејќи се со туги перија, наместо да продолжат да ја градат, ја уназадија државата на секој план, во економијата, во демократијата и во социјалата. Со заокружувањето на бројот 5 ќе гласате за луѓе кои имаат сериозни намери, кои 50% од капиталните инвестиции имаат намера да ги вложат во источниот регион на Република Македонија, наспроти досегашните инвестиции само во центарот на Скопје. Со заокружувањето на бројот 5 ќе гласате за урбанизиран, модерен Радовиш, наспроти сегашните калеви улици во 21. век, ќе гласате за села со целосна потребна инфраструктура, наместо села кои се молат за водовод, канализација, кои многу одамна требаше да ги имаат. Со бројот 5 ќе гласате за младите во Македонија, наспроти солзите и водичките на нашите мајки.
И за крај, со бројот 5 ќе гласате за вистински инвестиции наспроти голите темели во индустријската зона во Радовиш. Затоа ве повикувам за оваа коалиција, за коалицијата за промени и правда, да ја пренесете на вашите најблиски, на луѓето кои ве почитуваат и сте почитувани, да излезат масовно и недвосмислено да го заокружат бројот 5 на 11 декември, затоа што режимот веќе е паднат. Ви благодарам. Демократскиот сојуз, плюс Фродем, плюс Моро работничка партија, плюс Демос, минус ВМРО ДПМН, минус СДСМ е формулата која ќе ги донесе промените и правдата за просперитет на Радовиш и сите околни населени места. Сега само зборуваме, но затоа ја побаруваме вашата поддршка на 11 декември, за да може конечно нешто и да направиме. Во студијата за сиромаштија и социјална исклученост во Република Македонија на територија на општина Радовиш за 2016 година, еден од учесниците во фокус групата изјави: нема шанси да се најде сигурно вработување. Во оваа општина и вработувањето е ispolitizirano. Јас велам, и во оваа општина вработувањето е ispolitizirano. Потатаму тој вели: доколку најдам вработување, или не ми плаќаат дневници, или не ми плаќаат придонеси, или ме осигурале на минималец. Реално во општината постојат услови за намалување на невработувањето преку инвестирање и стимулирање во приватните бизниси и воопшто во потенцијалот кој го има во земјоделието и сточарството. Во општина Радовиш има еден здравствен дом и неколку специјалистички амбуланти. Но само од неодамна има и само неколку амбуланти во селските општини, а се толку многу. Токму затоа се прашуваме дали е поболно здравството или пациентите кои имаат потреба од тоа. Во општина Радовиш исто така има и само еден центар за дневно згрижување на лицата со посебни потреби и за лицата со хендикеп. Денеска на 3 декември, светскиот ден на борба и поддршка за лицата со посебни потреби, им честитам не затоа што им е денот, туку заради условите кои државата им ги создала да се справуваат секојдневно нив и на нивните семејства. И токму од тука, од Радовиш, повикувам на многу поголема грижа за оваа категорија на наши сограѓани и нивна поголема инклузија во општеството. Почитувани радовишани, вие што сте овде присутни, вие во соседните локали, овде пред мене, таму зад мене, имате одлична можност за окружување на бројот 5 на 11 декември, да ја помогнете Македонија, да донесете промени, да дадете можност да истераме правдата и воопшто да го бутнеме режимот на душите кои вас ве гуши. Од вчера и официјално добиваме информации дека подпорните ѕидови на режимот се многу силно напукнати и токму затоа да не се плашете на 11 декември дека некој ќе направи чин со кој што ќе го повреди вашето гласачко право и дека ќе постои можност на било каков начин да провери за кого сте гласале. На 11 декември не се плашете, режимот со сигурност ќе падне. Коалицијата за промени и правда и кандидатите за пратеници кои ги имаме на листата, ние би сакале навистина да се народни пратеници. За разлика од режимот, кој се определи да состави листа на поданици и кој одбегнува секакви дебати на јавна сцена, не само со нас, него и со другите политички партии. За разлика од него кој се определи да својата пропаганда пласира само преку неговите медиуми и да одржува митинзи пред своите поданици, ние се определивме на секојдневни контакти со граѓаните.
да ги слушнеме нивните маки, да видиме кои се нивните потреби. Поминавме илјадници километри из Македонија, во сите изборни единици. Сликата е повеќе од жална. Сите се несреќни на свој начин. Само фамилијата во Македонија, предводена од засловничкото за жене на Груевски, е среќна, затоа што украде милиарди евра од овој сиромашен народ. Затоа им порачуваме после 11 декември, не само што ќе бидат тешко поразени од овој народ, него им порачуваме дека каде и да појдат ќе бидат вратени во Македонија да одговарат за своите злодела што ги направија врз македонскиот народ. И не само што ќе ги доведеме овде, ќе ги доведеме заедно со си украдените пари и ќе му ги вратиме на народот. Што год да погледнете, гледате осиромашени земјоделци. Државата живееше и го купуваше социјалниот мир врз грбот на земјоделците, лажејќи ги дека ги помагаат. Тие не ги помагаат, тие едноставно ги крадат. Погледнете ги цените. Се што е трошок на земјоделците е повеќе од 3 пати зголемено. Откупните цени се исти или помали како пред 25 години. Пусти се многу села, некои села се на пат скроз да се опуснат. Младината ни бега и не гледа перспектива во една тираниска држава, каде што се загрозени слободата и правдата на сите. Не само 600.000 што ни избегаа во изминативе 10 години во владењето на режимот на Груевски, него и останатите 80% се спремаат да побегнат. Па на кого ќе остане оваа држава? Веројатно не на бандата на Никола Груевски. Затоа му порачуваме на народот. Не се плашете. Режимот е веќе паднат. Немој да ве заплашуваат дека ќе знаат за кого сте гласале. Нема да знаат за кого сте гласале, тоа е ваше право и никој нема да го знае. Ке ви нудат подкуп, гледам нудат субвенции, исплати на пензии, се со цел да го подлажат народот, уште еднаш ни ме даде довербата, а потоа 4 години нема да ги видите. Ако ви нудат подкуп, ви порачувам, земете им ги парите. Тоа се ваши пари украдени. Но казнете ги на 11 декември затоа што со тоа вие купуваат слободата и ви подаруваат несреќа. Казнете ги и тоа жестоко треба да ги казнете, за никој повеќе во Македонија кој да не се осмели да го прави ово што го правеше Никола Груевски со неговата банда во изминатите 10 години. Гласајте за коалицијата за промени и правда, која ви е најсилниот гарант на желбите и интересите на македонскиот народ и гарант дека во Македонија никој пат веќе власта нема да го застрашува народот, него секоја идна власт ќе се плаши од македонскиот народ. Ве поздравувам и пожелувам успех. Добар ден, Радовиш. Добар ден, мои сограѓани. Еве денеска дојдеме овде да објавиме дека коалицијата за промени и правда на 11 декември заедно со народот ќе го струши режимот кој што 10 години владее со Република Македонија. Почитувани граѓани, денегове слушаме разни анкети. Тоа е политички инженеринг на СДСМ преку рейтинг, на ВМРО ДПМН преку Павле Шатев. Јас сум сигурен на тоа дека оваа коалиција има изворено добра поддршка и без оваа коалиција никој не може да формира влада во Република Македонија. Бидете сигурни дека поддршката е секаде во цела Република Македонија и очекуваме овде на 11 декември да гласате за најдобриот кандидат што го имаме, за Слободан Богоевски. И няма да очекуваме од оваа изборна единица, според сите анализи, 5 пратеници. 5 по 5, 25. Шеската не е рачунава.
Почитувани, ние имаме најдобра изборна програма, програма која што подготуваа над 200 експерти, консултиравме голем број на невладени организации, обични граѓани и како резултат на тоа подготвивме програма која што почнаа сите други постепено да ја прифаќаат, да крадат додуше до одредени делови од програмата, но добро е. Камо среќа сите политички партии да застанат за оваа политичка програма, за оваа изборна програма која што нуди стабилност, економски развој и создавање и отварање на нови работни места за младите да останат овде во Радовиш во Република Македонија. Предвидуваме системски промени во Република Македонија за одговорноста да биде првостепена. Да почнува да функционира по автоматизам. Ако премиерот, министрите или било кој друг носител на јавна функција го прекрши уставот, законите, тој за тоа мора да одговара. Сакаме да направиме систем каде што парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. Затоа се залагаме во идена Република Македонија да биде една изборна единица, не вака да се делиме. Ние предлагаме наместо 123 пратеници, парламентот да биде 90. Сакаме да ги преполовиме бројот на министрите во владата на Република Македонија. Тие бројни агенции, други некои регулаторни тела, каде што практично тие се паразити од вашите пари, тама добиваат огромни плати, нема потреба тоа. Затоа сме ние за рационална, ефикасна и управа или администрација која што ќе биде стол на Република Македонија. Не ни е потребна широка, гломазна администрација која што апсолутно не води сметка за секојдневните потреби на граѓаните. Ние мислиме дека можеме многу да направиме со некои поситни работи кои што го прават многу подобар животот на граѓаните. Еве, предлагаме работното време да почнува во 7 часот и за тоа ќе ги консултираме граѓаните на референдум. Сакаме да обезбедиме 300 евра минимална плата за секој вработен. За тоа има услови и тоа ќе се случи. Да обезбедиме над 30.000 нови фирми да се отворат во Република Македонија, во кои што ќе бидат вработени од 3 до 5 млади и стручни кадри. Ако се отворат нови фабрики, ако се отвараат нови производствени капацитети, ако се вработуваат луѓето овде, јас сум сигурен дека тоа што ние го проектираме, дека треба минималната пензија да изнесува најмалку 200 евра и дека треба да обезбедиме најмалку 100 евра за социјална помош. Вие како граѓани сигурно се соочувате со потреби или проблеми да остварите одредено право пред судот. За да ја истерате правдата, ви требат некаде околу 10.000 евра. 10.000 евра, кои што пари никој од нас не може да ги обезбеди. Затоа ние предлагаме, наместо 10.000 евра за судски такси, за адвокати, за извршители, за нотари, предлагаме само 100 денара судска такса за секој да може да се оствари своето право. Во економскиот дел, меѓу другото, предвидуваме 800 милиона да бидат за развој. За економски проекти, за да можат овде да се создават нови работни места. Предвидуваме 2% од буџетот за младите да можат да отворат своји фирми, своји компании, наместо да заминуваат во странство. Тоа е перспектива која што ќе се отвори доколку првостепено обезбедиме стабилност во Република Македонија, ако создадеме бизнис услови да бидат и за домашните и за странските компании исти. Не е прифатливо од овие работници, од тие што создават во Република Македонија, вклучително и тие од текстилната индустрија, кожарската, тие од своите плати да издвојуваат за странските компании да ги плаќат придонесите на своите вработени. Тоа треба да се промени, треба да има исти услови и треба да ги предизвикаме странските компании да обезбедат плата приближна како што ги плаќат своите работници за иста работа во своите држави. Со 150 евра плата
во едни тешки услови, мислам дека се работи за експлоатација, а не за добри услови за работа. Предлагаме ние, како имаме за тоа посебна стратегија, Република Македонија да биде членка на НАТО и Европската унија. Тоа може да се направи без да се менува уставното име, само за тоа треба силна политичка и цврста определба, а не да се манипулира со јавноста дека имаме спор со Грција и така натаму. До сега ниту една влада, ниту еден премиер немал искрена определба дека Македонија треба да биде членка во НАТО или Европската унија, затоа што треба овде да бидат воспоставени други стандарди, други вредности. Тоа не го сакат и затоа вака е подобро да се манипулира дека многу се загрижени за перспективите за едината на Република Македонија, но ништо не прават Македонија да стане членка и на НАТО и на Европската унија. Нашиот план, нашата стратегија е Македонија во следниот мандат да биде и полноправна членка на НАТО и членка на Европската унија. Затоа граѓаните се определени и над 85% барат Македонија да биде дел од НАТО и Европската унија. Дали е можно да се справиме со корупцијата, со криминалот, за кој што деновиве многу се расправа. Како политичка партија, како Демократски сојуз, како коалиција за промени и правда, имаме проект Декри, со тој проект објавуваме војна против корупцијата и против криминалот. И сакам сите политички партии, кои што сакаат да се работуваат после 11 со нас, да го прифатат тој проект, затоа тоа е едината на Република Македонија. Најавуваме дека ќе формираме агенција за борба против организираниот криминал и корупцијата, која што ќе работи исклучиво да го открива, да го детектира скриениот капитал на носителите на високи функции. Процека е, проценките се сосема точни, затоа што ги прават релевантни институции, меѓународна асоциација. Дека од Република Македонија се изнесени над 30 милиарди евра. И тие пари се на контата на поранешни актуелни функционери од државата, на бизнисмени, на олигарси, на тајкони. Сакаме ние, ако не повеќе, баш 6 милиарди да ги вратиме назад во Република Македонија и преку посебен фонд да се враќат директно на граѓаните, а не во буџетот повторно некој да ги краде. Предвидуваме најмалку 10 години да не може да се бави со политика секој оној кој што е злоупотребил довербата на граѓаните, секој оној што го прекршил уставот и законите. На тој начин Република Македонија ќе има шанса, ќе има перспективи да оди напред. Објавуваме дека нема амнестија за никого. Тие што ги амнестираше Ѓорги Иванов, 56, сега 55, за сите ќе се води постапка и сите морат да понесат одговорност, затоа што Ѓорги Иванов потврди дека се работи за криминалци кои што го грабија народот во Република Македонија. На крај сакам да завршам дека предлагаме и многу други, можеби, работи кои што наведом не се вака звучни, но верувам дека на граѓаните ќе им бидат многу од корист. Предлагаме ова радиодифузна такса да се укине, да ги ослободиме од малтретирањето од граѓаните, а МРТВ да биде сервис на граѓаните кој што ќе биде дониран преку буџетот на Република Македонија. Сме да имаме силен сервис, но не вака како што се поставени работите, граѓаните и натаму да плаќат радиодифузна такса. И предлагаме и тоа ќе го направиме, за тоа нема потреба да се трошат пари. За 2/3 да се намалат паричните казни и за физички и за правни лица. Со 15-20 000 евра казна, дали може да просперира одредена фирма. И со ова ќе завршам. Ние во нашата изборна програма предвидовме екстерното тестирање да се укине, да престанат маќите и на учениците, и на родителите, и на наставниците. Тоа ќе го направиме, за тоа не треба никаков буџет. Почитувани граѓани, почитувани радовишани, сакам да ве повикам сите масово да излезете и да гласате за коалицијата за промени и правда. Ќе повикувам оние што се разочарани од ВМРО ДПМН, оние исто така што се разочарани од СДСМ, тие што досега не биле определени, тие што досега воопшто не излега да гласат. Сите заедно да се здружиме, да излеземе, да гласаме
за Република Македонија, за стабилна, европска, модерна Македонија. Да гласаме сите заедно за Слободан Богоевски, носителот на оваа изборна единица, човекот кој што заедно со мене 90-тите години ја испративме JNA без да се искупа курсум, кој што за 24 часа воспоставивме ефективна контрола на границите во Република Македонија, ја воспоставивме државата, а не како тие што се удираа во гради дека се патриоти. Патриотизмот се прави со конкретни активности, со конкретни дела и затоа ние сметаме дека во тоа време МВР има најголема заслуга за денешната самостојна Република Македонија. И затоа сите заедно ќе се бориме повторно да ги воспоставиме истите вредности. Гласете за бројот 5. Јас сум сигурен дека сите заедно ќе го струшиме режимот на Груевски и ќе отвориме перспективи за едината на Република Македонија. Да се здрави и живи сите, да живее Радовиш, да живее Република Македонија. изборна програма, меѓу другото предвидуваме над 800 милиона евра за економски развој, 2% од буџетот да биде наменет за отварање на мали компании, предвидуваме се отворат во Република Македонија повеќе од 30.000 мали фирми кои што може да се работат од 3 до 5 година, млади, креативни, способни, стручни кадри. Тоа е, мислам дека одраз на една програма што ја подготвиме со помош на над 200 експерти во Република Македонија. Но, освен економската програма, ние предвидуваме најмалата плата, минималната плата да изнесе од 300 евра, а најниската пензија да биде 200 евра и социјална помош да почнува со 100 евра. Сметаме дека и денес како Радовиш тоа го зборував, сме за тоа подготвени екстерното тестирање, да го кинеме, да не ги малтретираме ниту децата, ниту наставниците, ниту пак родителите. Месец дена се од силен притисок како што ќе се случи. Сметаме дека има на друг начин да бидат мотивирани децата да учат повеќе, бидејќи тоа е во нивен интерес, но не се од принудно, не се од присилба. Тоа никаде не се применува и затоа екстерното тестирање ќе го кинеме. Имаме други работи, ќе го кинеме, значи радиодифузна такса, сега зборам за работи за кои што не треба посебен буџет, не треба пари, значи треба само да има добра политичка воля да се разрешат некои работи. Значи радиодифузната такса да се кине. Предлагаме и натаму промени во работите кои што се многу битни за граѓаните. Вие сите имате одредени промени. За да остварите право пред суд ви треба 10.000 евра за спор за нива, за куќа, не знам за стан. Затоа ние викаме на место судска такса за тужба 48.000 денари, за жалба двојно повеќе, за ревизија уште толку, за нотар, за адвокат, за извршител 10.000 евра да дојдете до некој право кое ви припаѓа. Затоа ние ќе воведеме само 100 денара да биде судската такса во можност.
Тука сигурно дека голем дел од граѓаните се занимаваат со земјоделие, наместо да ги дава државата парите, бидејќи тие се сепак ваши пари, државата не може да печете пари, тие се пари на граѓаните од тамошните брзници, наместо да ги дават тие силни субвенции над така наречени големи концесионери, тие да припаѓат на тој што работи, тој што произведува, уште повеќе на тој што извезува. Така да, тука треба да има ред и ние сме за тоа да има доволно пари да се помага тој што навистина работи, живее од собствената работа и собствениот труд. Значи, субвенции само за земјоделците, а не за шпекулантите. Тоа е нашиот проект. Вие знаете дека државата е ограбена за 10 години од Македонија се изнесени над 5 милиарди евра. Предходно во стариот систем или кога владеаат социјалдемократите и тие со криминалната приватизација однесоа над 5 милиарди евра. Ние сакаме друго да направиме. Имаме проект за борба против корупцијата, против криминалот и предвидуваме најмалку 6 милиарди евра да ги вратиме назад во Република Македонија, но нема да ги враќаме во буџетот, туку преку посебен фонд да се враќат на граѓаните. Тие се наши пари, и наш пари се враќат. И сигурно дека 25 години сите слушат од тука дека Македонија треба да влезе во Европската унија, во НАТО, но сите ние сме соучесници во тие процеси. Јас знам сигурно дека ниту Бранко Црвенковски, ниту Лучо Георгиевски, ниту Никола Груевски имат искрена и цврста пределба Македонија да влезе во Европската унија и во НАТО. Во нашата стратегија, која што беше промовирана уште 2009 година, ние имаме стратегија. Република Македонија ќе влезе во НАТО и Европската унија без да се менува нашето уставно име Република Македонија. Тоа може да се направи, да не може многу, да дадам простор на Слободан Богоевски, но претходно сакам да ве повикам сите масовно да излезете да гласате за коалицијата за правда и правда, да гласате за Слободан Богоевски, ако сакате да имате ваш представник во парламентот и ако сакате целокупниот наш потенцијал, да го насочиме се што можеме да направиме, да насочиме инвестиции, да насочиме капитал овде, во Локавица, во Конче, во овие населени места, од каде што јас потекнувам. Добро вечер, Конче. Добро дошли. Благодарам. Мене беше многу мило што ми се укажа можност да дојдам повторно во Конче, во кој имам преселено многу пати. Ке ви кажам зошто. Пишувајќи го мојот цикл Светна генеза и култура на древните македонци, во овој крај престојав често. Се ово што знаете вие добро, целото Рич, Струмичко, Липовиќ, Денчени Чуки, Господинци, Корешевец, Конче, Лудница, имам пропешачено неколку пати за потребите на мојата книга. Тука се наоѓа еден од најславните градови во македонската историја, зборам за надалечната, во вториот милениум пред наша ера, легендарната Бероја, луѓето на македонските бриги и основачи на легендарната Троја за која пишува Хомен. Тие притекнуваат од овој крај. Втората причина беше затоа што господинот Павле Трајанов, кој потекнува од вашиот крај и е сограѓан, може би и роднина на дело од вас овде, со него имаме поминато, може би, најтешките и најубавите денови во нашите кариери, изнесувајќи го најголемиот товар во процесот на демократската пролет и освободувањето на Република Македонија. И вие треба да се гордеете со него. Сакам да ви кажам дека ние не сме класична партија, како што досега ги знаете, Социјалдемократскиот съюз и ВМРО ДПМН. Тие се извор на македонската несреќа, бидејќи од 90 година се менуваат едни со други на глас, а Македонија тоне се подлабоко и подлабоко во сиромаштво, безработица и безперспективност. Нашата коалиција за промена и правда токму заради тоа се појави да ја прекинала македонска несреќа, да
само 1% од населението во Македонија биде богато и среќно, а 99% да живеат во сиромаштија. Трагична е сликата што ја гледаме низ сите села и градови на своји одели. Затоа одбравме нашата листа на кандидати за пратеници да бидат народни пратеници. Неина од сите социјални слоеви, работници, професори, доктори, правници, секакви неина. И ние бараме подршката од вас, од граѓаните, ние бараме од парите и власта, како што режимот мисли дека ќе успее. Затоа ве убедувам, ако гласате за оваа коалиција која за кратко време стана трета политичка сила во Македонија и од која се плашат и поранешните социјалдемократи, а и денешниот режим, гласате за оваа коалиција која сака еднаш за секогаш да ја прекине ова несреќа во Македонија, еден со друг да се менаваат, а меѓу себе да се договараат во кражбите и во личната богатина, а во исто време осиромашувајќи ги земјоделците до чии грб ќе градат својата среќа. Ве поздравувам многу, гласајте за број 5 и секој пат преминете напред. Многу заборавате своја способ, тука и оние целкове джанеци. Така да се.